Во Куманово 600 ученици растат еден со друг, а не еден крај друг. Во нашиот свет сите сме еднакви. Ваква порака ќе ве пречека на влезот во една од училниците од основното училиште Толи Зордулис во Куманово. Во единственото училиште од мешан етнички состав, преку образование, учење, игра и комуникација, се негува со животот и се надминуваат разликите. Со животот за 65 години постоење на училиштето, веќе го достигнал максимумот, но и натаму се вложува во тоа да се изгради толеранција со секоја нова паралелка што ќе зачекори овде. Во ова училиште учениците функционираат еден со друг, не еден крај друг. Во училиштето годинава учат 600 ученици, главно македонци и албанци, а има и роми, срби. Кога ќе влезете во холот на училиштето, ќе ве пречекаат креативни качиња, изработки од вештите детски раце и на едните и на другите. Убавината на овие изработки ја надополнува и фактот што се изработени во тандем, зборуваат на различни јазици, но размислуваат, се образуваат и растат со јазикот на толеранцијата. Пораката што испраќаат е една: на овој свет сите сме еднакви. Тоа го докажува и фактот што тука нема инциденти на меѓуетничка основа. Директорот на ова училиште со гордост вели дека освен мали кавги, соодветни за возраста на децата, други инциденти нема. Преку разните наставни активности ги изближуваат, ќе нема поделености, каде што секој треба да ги негува своите традиции, обичаи и културолошките вредности, едноставно да учениците имат прилика заедно да се дружат и да меѓу себе имат и своje едно меѓуетничко разбирање. Немаме инцидент на меѓуетничка основа, се надам дека тој тренд ќе продолжи понатака. Дека се сплотени единствени и дека чекорат по ист пат, покажуваат и нивните училници. На еден ист зид се закачени материјалите за образовниот процес на двата јазика. Во едно од одделенијата дадовме задача секој да го нацрта своето другарче, да му ги напише добрите особини и да напише што би променил кај него и што не му се допаѓа. Се погледнуваа, се анализираа, се цртаа меѓу себе, си напишаа пофалби дека се добри другари и сите до еден напишаа: се ми се допаѓа и ништо не би променил кај мојот другар. Зајнепе Бајрами, одделенска наставничка во ова училиште, се согласува дека во наставните активности се одличен избор за непосредна соработка, запознавање и дружење помеѓу ученици од различни етнитети. Овие активности се организираат еднаш во неделата, со наставен долгорочен карактер, поддржани од Центарот за диалог Нансен за интеркултурно образование. Не е толку битно што прават учениците, туку да направат нешто заедно, што е во заеднички интерес, преку заедничка цел. Со ова кај децата се овозможува градење самодоверба, промовирање на комуникацијата, дружењето, толеранцијата и надминување на стереотипите и пристрасностите. Со тоа е можно поголемо заедничко учество и активности во вакви проекти, се креираат зависни односи помеѓу учениците и со тоа се постигнува целта на мултикултурното живеење преку интеркултурно образование, вели Бајрами. Овде меѓуетничкото поминало во интеркултурно образование, вели дефектологот во ова училиште. Според неа веќе се надминати предизвиците на меѓуетничност, толеранција, почитување, бидејќи ова училиште веќе 65 години со исто темпо работи и низ рацете на наставниците поминале многу проекти за мултиетничност. Основното општинско училиште Толи Зордулис Куманово од 2017 година започна да реализира модел за интеркултурно образование од Нансен диалог центар Скопје. Реновирани се вкупно 8 училници во кои што работат 8 тандеми на наставници од мешан етнички состав, наставник македонец и наставник албанец. Најбитно е преку наставните активности да се зближат и да ги учат различностите, да ја негуваат толеранцијата, дека нашите сличности се токму во нашите разлики. Во ова училиште поделба нема ниту за децата со посебни потреби. Во училиштето се обезбедуваат услови, лифт, пристапна рампа, адаптирани тоалети и се што е потребно. За сега во училиштето има само еден ученик со посебни потреби.
Екскурзиите, прославите, патронатот, слободните активности, секциите, празниците, надпреварите, се име заедничко. И за големите верски празници, учениците се канат на гости и одат едни кај други. Полни со позитивна енергија, без да забележиме разлики кај учениците, си заминавме од дворот на училиштето, кој беше полн со детски насмевки и во кој секој од својот свет му ја раскажуваше својата приказна на другарот до себе.